Мечка не е Наки. убаво да лажеш дека не сте работеле државно во кабинетот на кој министер работеше твоја сопруга и дечки, немој да ме дадете. Не. Наталија е советник на Доста Димовска од првиот ден во 1998 во влада. Како потпредседател на влада, Доста Димовска, Наталија е прв советник на Доста Димовска во влада. Па потоа заедно со Доста Димовска во МВР, како помошник министер за внатрешни работи Наталија, па потоа отиде Доста у агенција, Наталија остана во МВР. Знаеш у кој период, Елена? У периодот кога имаше војна во Македонија. Знаеш дека Наталија на идеја на Наталија е формирана на пример Лавови, елаборатот е на Наталија. Знаеш дека на Наталија е на пример прв пат одржано ден на полиција, дека на иницијатива на Наталија е поставен споменик на загинати и повредени полицајци во дворот на МВР кај што Панче одржуваше церемонии, тоест на иницијатива на Наталија. Да, на мојата сопруга, тачно. Наталија била помошник министер, да. Те бранела тебе за да можеш да пишеш. Знаеш дека белата книга за злосторствата на УЧК врз македонските безбедносни сили ја правеше Наталија. Она ја правеше, она ја пишуваше. И материјали и докази и така натаку натре. Наталија за разлика од сите други министри, помошници, заменици министри на МВР, заплатата што ја земала нешто направила. Тие документарците со кои што се јачате, што се мислам прекрасни документарци, но и реклами за Лавови, биди Лав, биди Тигар, документарците за терористичките напади, за терористите, знаеш од кој се правени? Од Наталија и од Зоран Крстевски Спилберг. Ден денес има луѓе од МВР и полицајци кои што кога ќе ја видат Наталија викаат мора да те поздравам, застануваат, излегаат од кола, од дуќан и викаат мора да те поздравам, фала ти, ми го смени животот, фала ти што ме заштити од тој политички прогон, од овој политички прогон. Ти се, ајде продужи. Спасе вика остај мечка на кому ви осташ камо пол од мажите да беа ко Наталија, се државата немаше да ја водат лингури, па се.